Звончарски занает. Постојат две гранки на звончарскиот занает кои може да бидат диференцирани врз основа на техничко-технолошкиот процес на изработка на звоната и видовите на финални производи кои тие ги произведуваат. Првиот тип на звончарски занает како финален производ ги има звоната и звончињата со различна големина, кои се произведуваат од месинг во техника на лиење. Освен овие производи, оваа група на занаечии произведувале јавани, шандани, различни машински делови по пат на лиење и слично. Поради ова, овие занаечии уште се нарекуваат и леари на звонци. Вториот тип на звончарски занает, повторно како финален производ, има изработка на звончиња со различна големина. Но во овој случај, звончињата се изработуваат од декапиран лим и со различен техничко-технолошки процес од претходниот. Овие звончиња се наменети за добитокот, во зависност од видот на добитокот, дали се овци, кози, говеда и слично. Постојат неколку видови на звончиња клопотарци, звонци или клакачиња. Процесот на производство започнува со сечење на лимот, според соодветни шаблони кои соодветствуваат на големината на финалниот производ. Дебелината на лимот кој се користи во производството на звончиња може да се движи до 1,3 мм, што повторно зависи од големината на звончињата кои треба да се произведат. За помалите предмети се користи потанок лим, додека за поголемите подебел. Сечењето на лимот се врши со помош на ноже за сечење лим. И сечените парчиња лим, кои се идентични по големина, се ставаат едно врз друго, при што помеѓу секое поединечно парче се става помалку пепел од огништето, за да се избегне меѓусебно лепење на парчињата додека се загреваат во огништето. Така поставени лимените парчиња заедно поминуваат низ неколку фази на загревање и счукување. Загревањето на лимените парчиња се врши на тој начин што тие со помош на клешта со долга рачка се запретуваат со зажарен јаглен и се оставаат неколку минути додека наполно не се усвитат. Штом лимот е доволно загреан, парчињата со помош на клешта со пократка рачка се вадат од огништето и се ставаат врз соодветниот отвор на калапот. Откако жарените парчиња поставени едно врз друго се вадат од огнот, започнува процесот на нивново обличување. Мајсторите и неговиот поможник наизменично удираат врз жарените парчиња со помош на специфични звончарски чекани, со речиси цилиндричен облик. Откако лимот ќе се олади, ќе стане тежок за обработка. Парчињата повторно се ставаат во зажареното огниште и процесот на загревање се повторува. Повторувањето на процесот зависи од големината на звонците, што е право пропорционално на дебелината на лимот, што значи за поголемите звонци, овој процес за загревање и счукување е подолг. Откако ќе заврши процесот на обликување на звонецот, лимените парчиња се оделуваат едно од друго и се оставаат да се изгладат. Вака исчуканите полусвиткани лимени парчиња понатаму се ставаат врз наковална, каде се свиткуваат и се дообликуваат добивајќи ја соодветната форма на звонците. При сврстувањето на лимените страни се врши со помош на по една метална нитна перчим на двете страни, па според тоа овој дел од процесот е и по терминот перчимосување. Наредната фаза на изработка на звонците е подготовка на кал во која освен смесата од земја и вода се додава 1 кг крупна готварска сол и 1 кг ситна месингна прашина. Во оваа подготвена смеса се ставаа секој звонец со цел на надворешната страна комплетно да се облепи со соодветна смеса. Вака обложените звонци потоа се оставаат да се исушат. Облепувањето, односно оставањето на калвива смеса, е неопходно
за да се зачува формата на звончето, кое во спротивен случај би се деформирало од топлината на огнот во процесот на повеќе кратно загревање и во вообличувањето на секое поединечно звонче. Откако калта ќе се исуши во внатрешноста на звончето се ставаат ситни парчиња на месинги стакло, а поретко и бакар. Секој звонец поединечно се става во загреаното и вжарено огниште и делумно се запретува во зажарениот јаглен. Мајсторот со помош на клешта со долга рачка, со една рака постојано ги придржува звонецот, додека пак со другата рака со помош на метална шипка ја распоредува течноста од растопената смеса од месинг, стакло и бакар по внатрешните ѕидови, споевите на звонецот, односно краевите каде се поставени перчимите. На овој начин, не само што се обезбедува своевидна цврстина на звонците, туку се обезбедува и подобар звук. Количината на бакар која се става во звонецот за да се растопи е минимална, за да се избегне тапиот звук кој го произведува бакарот. Откако растопената смеса целосно ќе ги исполни споевите, ќе изврши целосно затворање на конструктивниот метален дел на звонецот. Тој се вади од зажареното огниште и се запретува во смеса од ситна јагленовна прашина, која е како отпад претходно извадено од огништето и на која е додадена одредена количина на вода. Оваа постапка се изведува не само за да се излади звонецот, туку и да се одлепи и отпадне смесата од кал која претходно се нанесува. Откако звонците ќе се изладат, тие еден по еден се ставаат врз полусферичната наковална и се исчукуваат со помош на чекан. На тој начин се врши одвојување на деловите од стаклената легура, кои останале залепени во внатрешноста на звонецот за време на неговото загревање, но и на остатоците од кал кои евентуално останале од надворешниот дел. Наредната фаза на изработка на звонците подразбира повторно исчукување на долните делови на звонецот кои го сочинуваат неговиот отвор, создавајќи едно мало закривување на ѕидовите кон надвор. Оваа постапка се врши за да може полесно да се исече и израмни долниот дел, ободот од звонецот, се до дел на спојување на страниците, а потоа повторно долниот дел на звонецот се исчукува на наковалната. Исчукувањето се врши со цел да се истанчи долниот дел на звонецот за да се добие потенок и почист звук, што секако зависи од квалитетот на материјалот, но и од умешноста и слухот на мајсторот. По постигнувањето и завршувањето на процесот на исчукување во внатрешноста на звонецот, се пристапува кон финалната фаза на изработка на звонецот, а тоа е ставањето на глоси. Глосите всушност се метални јазичиња кои се ставаат во внатрешноста на секој звонец и тие удирајќи врз ѕидовите на звонецот произведуваат соодветен звук. Големината на глосите зависи од големината на звонецот за кој се наменети. Тие се изработуваат од метални шипки кои претходно се загреваат во огништето и се исчукуваат додека да ја добијат соодветната дебелина. Долниот крај на глосата секогаш е потенок и делумно заоштрен за да произведе подобар звук, и тој секогаш е подолг и го надминува ободот на звонецот. Горниот дел на глосата пак се исчукува и свиткува на наковалната така да се создаде една мала алка со која глосата во внатрешноста на звонецот ќе се прицврсти за долниот дел од рачката која претходно е ставена на секој звонец. Ова всушност е и последната активност од процесот на изработка на звонецот, пошто предметот е веќе наменет за продажба.